Стадион. Емисија за вашата вистина. Тоа што велите вие политичка алатка, може би се доби таков впечаток, бидејќи таа беше во фокусот на политички преговори. Таа се спомна во неколку документи официјални на владата во Софија. И се доби еден впечаток дека е таа политичка алатка, односно незината работа се користи за да се толкува како се имплементира договорот, што се покажа, по моје мислење, се покажа како контрапродуктивно. Ние укажувавме тогаш и се виде дека е тоа контрапродуктивно, бидејќи колку повеќе ја прилагодувате таа комисија на некои политички потреби, толку таа повеќе ќе биде зависна. Не значи дека ќе бидат членовите зависни од политиката, дека они мора, него нивната работа се отежнува во таа смисла. И неопходно е неизина потом целосна деполитизација. Но од друга страна, ние работиме во еден политички контекст и ние не можеме да се абстрахираме, да се изолираме целосно од тие проблеми што постојат меѓу двете држави, меѓу двете општества. Но прашањето е како да се пристапи за да ние како како експерти, нели, и не само ние во комисијата, него и пошироката фела, да кажеме, на луѓе кои по еден или друг начин се занимаваат со минатото, да помогнат на општествата да ги надминуваат тие политизирани погледи на минатото, со цел да не се создава тој конфликт, да не се одржува и да не се поттикнуваат нови спорови. И неколку пати исто да кажам, повторно ќе мора да се кажува и постојано ќе треба да се кажува, тоа е дека не сме да се дозволи спорот кој во моментов е помеѓу елитите, политички интелектуални, значи помеѓу политичари и историчари, да прерасне во спор помеѓу два народа. Па луѓе кои седат овдека во некој кафуле во Битова, приле било кој македонски град, да велат да мразат некого кого воопшто не го запознале од другата страна на граница, да не ме разбират. Тука е улогата не само на политичарите, тука е улогата и на интелектуалците. Тие се исто така знаат да поттикнат и да посеат омраза. Знаете, Српската академија на науки и уметности, незиниот меморандум 86-та година е многу важен за да може да се разберат војните во Југославија кои доведоа до и постоеше нели таа дебата за одговорноста на новинарите. Сите академии го следеа тоа. Да, постои таа дебата за одговорноста на интелектуалците, но и на новинарите, и тие имаат улога како ќе известуваат. Дали ќе известуваат за да поттикнуваат омраза, селектирајќи ги информациите, манипулирајќи со нив, како што и кај нас интелектуалците и историчарите може да се прави тоа, односно да се манипулира. Може да се заклучи дека колку сме поблиски со одредени народи, со одредени држави, толку се поголеми проблеми. Еве, ги спомнавме грците, со нив немаме толку блиска историја, односно заедничка блиска имаме сме. Меѓутоа заеднички и тоа е проблемот. Имаме ние заедничка, се зависи како се толкува терминот заедничка историја, знаете. Ние заедничка историја имаме. Заедничка е борбата против режимот тогаш на видете, значи како гледате, значи како ја гледаме заедничката историја? Дали ја гледаме само низ призма на етничките, националните идентитети или може да ја гледаме низ призма на други општествени појави? Па на пример, комунизмот е заедничка историја на многу народи во светот, така? Или на многу следбеници на таа идеологија. Комунизмот имате од едниот до другиот крај на светот, од исток, север, исток, запад, север, југ. Значи, заедничка историја имаме ние, заедничка историја не е нас османлиското наследство, така? И не само со грците, и со турците. Терминот е проблематичен, дали да биде споделена, заедничка? Видете, значи, да, терминот е како термин е прашање на на некоја дебата кој ќе произлезе и кој ќе го македонци и грци заедно се бореле на страната на партизаните. Така. Добро, ама од друга страна имало грци кои се бореле против овие грци. Ме разбирате? Така, да. Затоа е многу важно да се гледа низ која призма го гледаме тоа, дали само низ призма на етнички национални идентитети или низ призма и на некои идеолошки поглед движења, социјални движења, културолошки. Постои дебата сериозна. Веќе неколку децени во однос на овие концепти како споделена, испреплетена историја. И таа дебата имаат и француски историчари, германски, англиски, неколку од тие големи центри на историски, кај што се создаваат историските школи, каде што се развива историската наука, дебатираат, пишуваат луѓето и таа обично се гледа дека
дека не е можно да се разбере, например, кога зборуваме сега, например, за националните идеологии. Не е можно да се разбере една национална идеологија доколку не се земе во предвид како другите национални идеологии влијаеле во создавањето на конкретната национална идеологија. Например, ние не можеме да се разбереме како се создала идејата за македонската нација, македонскиот народ, нели? Ако не ги земеме во предвид како бугарската, грчката, српската, албанската национална идеологија влијаеле. И тие национални идеологии не се формирале, се оформиле во еден момент и толку и тие се замрзнеле. Тие секогаш го менуваат наративот, тие секогаш се преосмислуваат. Ние имавме нели еден таков случај кај нас. После 90-та почна еден пристап кон барање на потеклото на нацијата во антиката. Така, ако предходното социјализмот ни беше акцентот на словенството ставен, како заеднички авантура или нужност. Тоа се појави општествени, сега да ги судиме излет авантура, јас сметам дека повеќе штета направи отколку што направи корист. Така, затоа што направи поделби внатре кај нас. Општество пред се тоа е многу важно да се спомне, бидејќи поштапме нели да се делиме антички на словени. И тоа е сериозен проблем, знаете. Бидејќи тоа барањето на корените или да проектирате нацијата што подалеку во минатото, за да се направите дека сте многу постар отколку што ве перцепира други можеби, доведе до еден конфликт сериозен во внатре во општеството. Тоа е на натрешен план, ама тоа ни направи проблеми на надворешен план. Така, сам колку и да е тоа, ќе кажеме ние, не е во реч што го правела Република Грција, официјалната политика на Република Грција тогаш, тоа ни направи проблеми. Ние со проблем мора да се соочуваме. Премногу накално беше тоа, инаку факт е дека сите овие народи имаат некоја нишка со Александар, со... Ама видите све тоа како вие ќе го све тоа на база на наративи, како што видите вие раскази преска. Ние не, знаете, ниту пак бугарската нација па не може да се разбира ако не се земе предвид како грчката национална идеја влијаела или пак како Романија влијаела. Бидејќи многу од тие бугарски интелектуалци се наоѓале во Романија. Грб имале за твоето... Па не знам се дали ќе наречеме грб, јас не ми е толку позната таа историја, но само да кажам, не можете да разберете создавање на една национална идеја ако не се земат во предвид другите национални идеи, бидејќи тие влијаат како ќе се создава тој наратив, односно како ќе се создава историскиот знаеме и за српско-бугарските релации. За било кој во светот. Раковски, за било кој во светот. Значи, сега ги взимаме примерите кои ни се нам познати и блиски тука во нашето окружување, но отидете било каде во светот, тоа е. Мислам, не и таа дебата што постои за овие концепти историски, како заедничка споделена, преплетена историја, се подпираат на разни примери од светот, не се подпираат на нас, не ги изградиле ни врз основа на нашето историско искуство, туку врз основа на многу други искуства во светот кои постојат. Затоа ние, например, сметаме дека концептот заедничка историја треба да се толку на оваа дебата која е постоечка, која се развива, која се уште луѓето дебатираат, а не врз основа на некако си политичко толкување на минатото. Тогаш е злоупотреба на историјата за политички потреби, а тоа не е пристап кој треба да ви помогне како да ги надминете проблемите и како историјата да не ви биде пречка во градење на односи, ме разбирате. Спомена Николовски во анкета некоја личност која што ја ставаме на страна, не ја славиме. Која е таа личност? Не разбирам. За мислам на Борис Сарафов. Што не го славиме. Зборуваме за домашните контраверзии. Ние самите не може да расчистиме сега кој бил херој, кој има ли селективност во досегашната наша историја. Избран Гоце Делчев, посимпатичен, поподатлив, за да биде херој, ме разбирате. Во химната се избришани Карев, Влахов, че и тие работи ние внатре не сме си ги расчистиле. Тодор Александров се обиде ВМРО да помане да го рехабилитира, му направивме спомени. Значи може некако граѓани, како индивидуи, надвор од нашите професии. Дури парадокси, смешни работи се случуваат, така лесно лавираат тие кои што порано напаѓале една историја како комунистичка, сега тие ја бранаат. Значи историскиот расказ се развива во даден сме политички контекст. Зборуваат народот, за историчаните треба малку да бидат јасно, треба да бидат појасни, попрецизни и да не во опишувањето на историјата да имаат професионален карактер во смисла да
да не биде тоа промовирање на митологија некоја за одредена, дали е тоа идеологија, дали тоа било социјализм од времето, дали сега оваа демократска, или пак не знам во контекстот како велиме денеска во европски дух да го направиме ова. Значи моје мислење дека ние треба да работиме на начин да ги деконструираме тие политички интервенции или во толкувањето на минатото. За тие чествувања, односно како веле со она што спомнавте, комеморации кај нас во нашето општество што ги правиме. Тие се специјална политика. Разбирате, значи тоа е државата решава, државната идеологија во нацијата решава дека ова е важно, дека ние ќе го чествуваме асном, дека ќе бидејќи е значен за нашата државност. Ние ќе чествуваме 8 септември. Ќе е значен датум. Ние ќе чествуваме X личност или личности, така? И тоа е дел од официјалната политика. Моje мислење дека историчарите треба да имаат еден покритички однос кон тие чествувања, не во смисла не треба да чествуваме Аснов или не треба да чествуваме 8 септември, но да има критички пристап кон официјалниот државниот наратив. Разбирате? За да не биде тој митологизиран, за да не биде тој предмет на политичка манипулација или инструментализација за политички цели. Така што многу е важно како ќе се видите себе си како историчар во тие процеси, и едноставно да запазите, по моје мислење, професионалност. Ова ќе го надоврзам со тие во оваа кратка 30 годишна историја, за неа, за многу нас не може да се договориме. За конфликтот, што бил, како бил, а толку близко ние имаме живи сведоци. Дали овој бил херој, дали тоа е политичка дебата. Меѓутоа и таму има историски сегменти кои се манипулираат така лесно. Од независност на референдумот, па кој кај бил, па што, па... Ама добро, тоа е, са више тоа е, да ми извините, ама тоа мене ми личи на едно трачарење на кафански муабет, и се препокуваат преку медиумите, и прашање на ега може да е. Ама јас например ниту ми е позната таа историја, ниту пак сум се обидувал нешто да не ми е во интерес да кажам. И не би мислам дури би се чувствувал и непријатно. Не може да замислиме после 100 години кои се пишува за овој период, што кога ќе се пишува после 100 години за овој период, сигурно и тие историчари ќе ги толкуваат и овие дискусии, дебати што постоели, можеби ќе ги објаснуваат, за да ќе ги користат за да го објаснат во кој контекст се развивало, во кој контекст се создавале представите за тие настани. И тогаш ќе може да биде селективна ситуацијата, зависи која политичка гарнитура е на власт. Па да, може, мислам, или која е, дали е тоа десница, дали е тоа левица, дали може ќе биде некои зелени партии утре во Македонија ќе доминираат. Нашите политичари може да станат културни, цивилизирани, да како на запад па премногу да не ја употребу, да не ја споменуваат историја. Не знам дали се некултурни, не цивилизирани денес политичарите, но битно е по моје мислење, значи дај да кажам вака да заклучиме за улогата на историчарите и политичарите. Многу е важно да не се користи историјата за да се разубавува минатото во отсуство на добра сегашност. Значи не можам, ако ја имам проблеми со вода, со најосновни инфраструктурни проблеми, да политиката ги злоупотребува историјата за да игра со емоциите, со чувствата на народот. Но не се само, кажам, не се само политичари, да не испадне дека да ги обвинуваме само нив. Голема улога имаат и одговорност имаат историчарите, вклучително и мене. Значи, и тоа што ние го работиме, некој има и право да не критикува, и некој утре ќе не толкува, ќе пишува, ќе каже да, ова беше довело до тоа, или предизвикало тоа, или помогнало за да се надмине нешто, некој спор или не. Не сте некако синхронизирали, така ми се чини, или вие си ја гледате вашата работа, се мешате ли со политичарите, се сеќавате ли? Еве, например, сега се врати Пендаровски председател од дружењето со Радев заедничко во Рим. Сигурно има некои нови информации, дали ги споделувате или не ви се мешаат? Видете, мене лично не ме интересира политиката што прави. Не, информација што бараат, дали... Не, мислам, нема тоа што да се крие. Често, кај нас постојат тие верувања, постојат таму тајни разговори, па се кријат, па не кажуваат. На ниво да ние брифираме во смисла докаде работи, докаде стигната комисијата и како работи комисијата, тоа се очекува и тоа е потребно ние да го дадеме на политиката.
Во контекст на тоа што работи политиката и што разговараат на политичко ниво, Например, пак кажат што содржи сега, дали ќе ви влезе и на вас во делокругот? Оно што разговараат на оние работи што се однесуваат на политика, мене не ме интересира лично. И не сакам ни да знам, ниту пак е моја работа да ги знам тие работи. Разбирате? Така што многу е важно да ние историчарите политички да не направиме работа што некои чекори кои може да ја устожат или да ја проблематизираат работата, како што нели спомнав на самиот почеток, кога таа се гледаше комисијата како она ќе решили имплементирањето на договорот, се гледаше низ работата на комисијата и се направи проблем. И затоа е многу важно да внимаваме и двете страни, тоа да не. Ние сме експерти, само да кажам, ние сме експерти, ангажирани како експерти да понудиме решенија како овој символички спор околу кој спорат двете држави, двете елити околу минатото, да може да се надмине. И тука завршува нашата улога. Разбирате? Потоа наследи политиката и тие создава креатори на политики, што треба да се прави после во образованието, што треба да се прави на поле на економска, културна соработка. Но не е моја јас да кажувам, ниту сум избран, ниту сум излегол на избори да кажувам што и како треба да работи. Бреков, не сте реко синхронизирани. Ми се чини дека ќе направите 3 чекори напред, 4 назад. Заявели премиерот 5 личности ги решивме, се договоривме. Порано имаш информации дека тие 5 личности се договорени. Последно време, оваа и минатата година, излезе дека и тие не се договорени. Не, па имаше обвинувања од членот на бугарската комисија, на бугарскиот дел од комисијата Димитров, дека Самуил бил договорен, цар Самуил, па после нашите македонски колеги тврдат дека бил македонец. Не, тоа не е вистина. Вака најблаго кажано. Но вака да почнеме со првото. Тоа што е договорено е договорено. И нема отстапување тоа. Значи ако ние сме дале дека сме значи, дале согласност, да. Во однос на тие заеднички чествувања. И во однос на некои препораки кои се однесуваат из учебниците по историја во Бугарија и из учебниците по историја во Македонија. Значи имате дел што е завршен. Да. Има дел што е согласен, усовршен. Ние ги даваме тие работи на владите. Владите треба да постат. Но не е само Македонија дека треба да ги имплементира тие работи. Има и друга страна, и они треба и за бугарски учебници има препораки. Што треба да направат нивните институции? Треба да се објасни, бидејќи кај нас имаме ни еден дефетистички. Треба и они да го бидејќи кај нас има еден дефетистички пристап кон се, да ностоп ние се гледаме, неле ностоп нас ни пратува, но треба се каже дека кога се изготвени препораки за учебниците за 5-ти клас во Бугарија и 6-ти клас и 6-то деление во кај нас во Македонија, дека таму има препораки кои се однесуваат што треба да направат да се промени во бугарските учебници. И тоа станува збор за периодот на античката историја, значи. И сега се работат препораки, нели, за тоа средновековие. Направени се препораки за бугарските учебници по историја за 6-ти клас, кои се однесува на средновековието. Од почетокот на средновековието до крајот на 17-ти, почеток на 18-ти век. Значи има препораки. Сега работиме како да направиме препораки за нашите учебници по историја. Чи ниту вие нешто негирате од тоа што го договориле, ниту они негират. Јас не негирам, но сега кога доаѓаме до ова што се вели дека ние сме се повлекле од Самуил, да. Значи кога сме работеле на Самуил, сме работеле на текст за заедничко чествување. Не сме работеле, не е тоа текст за препорака за учебници. Зашто го спомнувам ова? Значи мора да се знае дека комисијата има два аспекти од незината работа. Едниот аспект е овие заеднички чествувања, кои исто така може да се нарече како политики на сеќавања, официјални комеморации, она што го зборевме преска, државата одлучува врз основа на незините интереси што ќе чествува, што ќе слави. И вториот аспект ова учебниците или препораки како да се подобрат учебниците, како учебниците не би потикнувале омраза, спорови, конфликт, како не би се користеле за градење на спорови со соседите, во случај со Република Бугарија. И тоа се нарекува политики, образовни политики. Значи, тоа се две различни работи. И тука мора да се внимава. И затоа нашиот пристап е дека тука мора да внимаваме ние какви ќе препораки ќе дадеме. Бидејќи ние смислиме и не сметаме дека образовните политики и препораките треба да потикнуваат создавање на едно историско образование кој ќе развива критичко мислење кај децата.
а не да им даваме ние готови решенија, производи митови и со тоа само да правиме проблеми понатаму во државата. Значи, дали ме разбирате? Ако во Бугарија, на пример, еве конкретно за цар Самуил и за учебниците по историја. Ако цар Самуил кај нас се смета, нели, како цар кој управо владеел со некоја држава која нема врска, никаква, нели, политички врска со бугарското средновековно царство. Во Бугарија се смета дека е тоа, на пример, бугарско царство. Че вие мора да најдете решение како децата би сватиле во што лежи проблемот. Зошто тие две елити, зашто два народи спорат околу минатото. Да му поттикнеш на детето критички да размислува, за да не биде подложно на провокација. За да не биде утре да му каже политичарот идеме сега да војуваме затоа што бугарите ни го крадат нашиот цар или бугарите кажат идеме ние војуваме, македонците ја фалсификуваат историјата и ни го крадат царот. Бидејќи мислам дека глупаво е да спора денеска два народи за цар Самуил и за нешто што се случило пред 2000 години. И како ќе пишува сега бугарите? Или описно? И вака и така? Видете, ние не ги пишуваме учебниците. Значи, ние само даваме препораки. А потоа си има надлежни институции во двете држави кои работат и на наставни програми, и на пишување, кои распишуваат конкурси за пишување на учебници. Не е на комисијата да пишува учебници. Во случај нема. Тие што ги пишуваат врз основа на вашите препораки. Да, ама тие препораки не може да бидат императивни и да им кажете на тие мора вака да пишува. Тогаш ние се претвараме во тело за цензура. Да. А ние немаме намера да бидеме. Тоа ниту пак некој кај во нашиот импак има намера и сака да биде член на некакво си такво тело кое ќе биде контролор, да кажеме, нели, на тоа што се пишува во учебници. Не, тоа никако и не смееме да си го дозволиме. Доколку во тоа се претвори комисијата, тогаш имаме сериозен проблем. Ние не сме го решиле конфликтот спорот со Бугарија, туку сме го усложнили уште повеќе. Другите работи како стојат? Имавте некои седници не се продуктивни, верглате во празно само, или? Па да, очигледно дека последните средби се непродуктивни, не носат резултати и ние не сме задоволни исто така од тоа и неопходно е, очигледно е неопходно да се бара начин како да се надмине се овој момент во кој сме навлезени. Дали да се преосмислува работата на комисијата, пристапот нејзин, како да се излезе, бидејќи не може ниту да си дозволат ниту двете држави, двете влади, двете општества да комисијата џабе само така тапкава место и само троши ресурси и пари на државата. Мислам, има поважни можеби работи државата отколку тоа. Но затоа мислам дека неопходно е да се преосмисли работата во тој контекст, за да почне да дава и да кажеме резултати комисијата. И сега постојат и различни идеи, нели, постојат идеи за вклучување на странски, она што го велат странски историчари. И сега и тука е многу важно да се објасни на што се мисли точно, бидејќи не е се тоа, кај нас на пример често велат нема што и странски историчари да доаѓаат, во Бугарија исто тоа го велат. И нема што странски историчари, они не познавале нашата историја. И сега не знам зашто не ја познавали, има искрено на пример има стварно добри историчари во Европа кои и во Америка кои се занимаваат со Балканот и добро ме познат оваа историја и луѓе кои ги зборуваат јазиците наши. Не зборам само за македонски, но зборам за балканскиот цел простор јазичен. Така што има, но многу важно да се спомне. Не тие идеи кои настана. Впрочем, ние само на првата средба на комисијата 2 јули 2018 година предложивме на нашите колеги. Ние бевме свесни дека ова е тешка работа. Дека ќе заглави, дека неопходни се експерти за дидактика. Експерти кои имаат искуство од работа на комисии, кои треба да ни помогнат како да направиме добра методологија, како кога ќе заглавиме на некои прашања да ни помогнат како да се одглавиме, вака кажано едноставно, упростено. Значи тоа се луѓе кои имаат експертиза за решавање на ваков тип на спорови.
Ме разбирате? Тоа се луѓе кои имаат, тоа се историчари кои работат со дидактички елементи, значи со образование, фасилитатори или улеснувачи. Да помогнат тие, не се тие таму да пресечат. Да кажат вака или така. Е во право, вие македонците овој пат лажевте, па на следната дебата да кажете, извинете, бугариците овој пат фалсификуваат, македонците да кажуваат истината. Не, тоа е идејата. Не е тоа идејата. Идејата е како да се најде луѓе, експерти да помогнат со нивната експертиза, искуство, знаење од работа во комисија, дидактика, учебници по историја, да се надменат, Зашто бугарите не го прифаќаат? Они го не знам, тоа ќе мора нив да ги прави, што не имаат неколку пати дадено објаснување дека ете, нели, тие историчари не ја познавале нашата историја, како ни било ташта. Но она што е многу важно за средниот век да се спомене. Да се спомне сега, е дека средниот век не можеме да го гледаме ни с призма на нашата денешна реалност што имаме. На национални, етнички идентитети и слично. Денес кога зборуваме за народ, за држава, зборуваме за лојалност кон, нели, државите, суверенитетот произлегува од народот. Лојалноста е кон идејата на тој народ, значи на национална идеја. Во средниот век е поинако. Во средниот век лојалноста е кон круната, династијата. Еден човек што живее во едно село, те не знае од другата страна на планината кој живее. Зато се вика Самуилово царство, Душаново царство. Дури не се вика ни српско, ни... Дури современата наука, историјата не користи термин држава за средниот век. Државите настануваат после Вестфалскиот мир од 17 век. Значи, тогаш почнуваат да се. Значи, ни држава не се користи. Значи, за нешто кој ќе кажете држава, тоа подразбира дека постојат одредени институции, што, значи, не е. Сега, ние сакаме да се веруваме овдека, дека мојата држава е толку стара, дека мојата држава е толку стара. У суштина, балканските држави се создадени во 19 век. Почнуваат во 19 век. Грција, Србија, Црна Гора, Бугарија и Македонија, Косово всушност, Македонија и Босна и Косово е всушност последната држава која се создава овдека. Но сите тие држави кои се создаваат сакаат да се повикат на нешто старо и они ја прават таа символичка врска, една идеолошка и да се легитимираат во светот, нели? Имате во еден на крајот од средниот век, почетокот на Ренесансата, кога веќе имате големи богатите италијански семејства во Северна Италија, тие прават наводно како некој истражување да докажат дека те потекнуваат не знам си од кој римски цар. И треба да си дадат легитимитет, углед, и сега тоа е нормално и разбирливо во фазата кога се создава дека како држава. После толку години вие уште да верглате за тоа, за мене е малце наивно и губење енергија, мислам, едноставно воопшто. За Гоце Делчев. Никој не спори од нас дека Гоце Делчев учил во Бугарско екзарско училиште. Или дека бил учител во бугарско, тоа историчари дека нас не го спорат. Има револуционери начи што учили српска школа, така. Добро има, ама сам да кажам, никој не го спори тоа, меѓу историчарите не го спорат тоа. Тоа не пишува. Кога ги пишуваат тие книги и тие статии, тоа никој спомнуваат тоа. Значи тоа не знам зашто тоа се прави проблем или дека ете македонците кријат, не знам како тоа кријат. Како може да се криете некоја таква работа која е толку позната. Но една работа во однос на комисијата. Не е работа на комисијата да утврди етичка припадност. Ја не сум матичар, па сега да му пишувам на Гоце Делчев сега што бил како бил. Моја дел во однос на заедничкото учествување на Гоце Делчев. Комисијата треба да укаже кои се елементите што Гоце Делчев го прави важен и за бугарското и за македонското општество. И што е тоа што може да биде основа за да го Затоа предложивте коските кои се донесени, па се навредија бугарите да биде. Ама сега се навредија бугарите. Јас не можам да му помогнам на бугарското општество во однос на него како оно го третира наследството од социјализмот. Тоа е делот. Тоа е дебата на самото бугарско општество и они треба да си се носат и да се како што ние си се носиме со нашите хипотеки нели од минатото. Ама не гледам јас зашто причина да се навредуваме, затоа што одредена влада, таму, значи власт, официјална политичка власт, решила во знак на пријателство, добро соседство, да се испратат моштите на ете тој јунак кој се смета за херој и во Македонија и во Бугарија. Ја не го гледам зашто би можел некој да се навреди за тоа. Напротив, тоа знаете како тоа и антрополози ќе кажеме и сите оние кои се занимаваат со овие теми, тоа го гледат баш како некој чин каде што може да се искористи за градење на однос. Сега јас велам уште еднаш, тоа што односот на бугарското општество кон наследството од комунизмот е таков, тоа ние не можеме
Тоа нека биде денот на раѓање, денот на не е битно кој датум ќе го одредат политичарите по тоа да го заеднички учествуваат, ако има усогласен текст. Разбирате, не може усогласениот текст да биде направен на начин кој ќе предизвика уште по-жесток спор утре. Значи, тука е каде би се одговорноста. движеле компромисите? Гоце Делчев учел бугарско школо, се борел за Тоа се македонска. биографски податоци. Што се важни толку тие биографски податоци? Сите ги знаат. Тие ќе ги наведеме и тие се лесни за наведување биографските податоци. Роден е во Кукуш. Неговото дело е. Да, роден е не знам каде. Роден е во учел во екзархиско училиште. Бил во Софија учел. Ете, во Софија може би се инспирирал од некои си таму политички дејци или читал литература разна, може се инспирирал и од европските револуционери. Ете, бил учител во Солун, така. Сакам да кажам, тоа се работи кои не спорат историчарите. Имаш интересна изјава Борисов. Бугарскиот револуционер и македонскиот војвода. Тоа е навредливо за нас. Зошто не е бил бугарскиот револуционер и македонскиот револуционер? Или македонскиот револуционер, бугарскиот војвода. Објасните ми таа терминологија што не знам што поголемо војвода е. Добро, војвода малци имају така као титула или во таа војна некоја си организација, хиерархија. Од тој четнички, нели, тие чети што постоеле. Знаете што, едно е јасно и едно е очигледно. Тој е херој и во Македонија и во Бугарија. Што се расправа? Мислам, тука ако да се наведе и едното и другото, мислам, само ќе одрази она ситуација која денеска постои, суштествува и кај нас и кај нив. Професоре, сте помислували некојаш за оставка во комисијата? Ви доаѓате? Па нормално се ни споминало низ глава, така што не за оставка, него можеби како начин да не изразување некој, да кажеме, став, ама никогаш на начин да се напушти работата, односно да се избега од одговорност. Што ќе направите тоа поголема штета? Не за поголема штета, него во смисла ако се повлечете треба да знаете дека и тоа може да поднесе да повлече можеби некој си одговорност, така што никогаш не би напуштил ниту колегите, ниту одговорноста која имаме со работата во комисијата. Коментар имате ли ново што каже вашиот колега Стефан Дечев? Да, мислам со Стефан се познаваме, се познаваме со многу други историчарки во Бугарија и не е таа комисијата сега што не доведе до познанството. Со Стефан сега ќе имаме некојаш прилика кога ќе си разговараме, ќе си дискутираме поотворено. Сега короната малце не отуѓи, да кажам. Не знам дали реков дека треба да има политички притисок. Јас мислам дека реков спротивно, не знам, може би погрешно сум си искажал да реков дека напротив не треба да има и тука се сложуваме доволен овој притисокот на јавноста. Да, доволен, мислам и тој притисок на јавноста кажува бидејќи тој притисок на јавноста е создаден врз основа на некои си политики. Тој не е политичкиот наратив. Луѓето не се родиле со тие. Да. Така што да, но едно би рекол во однос на комисијата и како да се најде тоа решение што колега Дечев го спомнува. Јас мислам дека комисиите немаат мандат да утврдуваат историски факти, барем оваа комисија, јас колку што разбирам и колку што гледам и по правилата за работа и други и на самиот наслов на образовни прашања, нели? Не е да утврдува ајде да се најдеме тука некаде на пола пат. Така што тие модерни теории што ги потребуваме, не ги потребуваме затоа што се добри во случајов како контрамерка, нели, на тоа што доаѓа таму, туку затоа што јас така и надвор од комисијата така работиме. Јас барем така работам и добар дел од колегите во комисијата така работат. Која треба сега? Следната средба е 10 и 11 јуни, тоа значи Која ви агендата? Агендата се уште не е утврдена, се дискутира меѓу копредседателите. Секако учебниците секако ќе бидат тема на дискусија, така што до тоа можам да кажам. За друго не бидејќи се утврдува дневниот ред. Меѓу копредседателите сега не можам да го кажам кога се уште не е утврден. Историја во рамките на општествени науки голема бура се крена околу тоа. Какви се трендовите, кратко да ми кажете? Во светот историјата како посебен предмет постои или е дел од тие општествени науки? Постои како посебен предмет. Затоа што забележуваме многу мал интерес не само за историјата, за општествените науки во државата.
Помалку студенти има на историја, на македонски јазик. Добро, не знам, искрено точно не знам какви се податоци имам сум начул, ама не можам да кажувам и да баратам со некои статистики и да носиме заклучоци и судови овдека. Во светот се учи како посебен предмет, но се учи заедно со другите општествени хуманистички дисциплини. И тоа е тренд кој постои во многу држави во Европа. Така што тоа што го прават кај нас не е нешто што ние го измислуваме тука. Разбирливи се реакциите во устови кога имате спорови политички со соседите врз основа на историјата и нормално е луѓето да се поосетливи реагираат и особено кога тие спорови се дел од политички судири во државата веќе со децении, тогаш така што тоа е нормално да реагираат такви луѓето, но колку што се гледа дека мислам дека како го рекол концептот на новиот предмет е историја и општество, значи сепак стои историја. Она што е наставна програма изработена за четврто деление, според новиот концепт на основно образование, сега зборуваме. Во четврто деление, значи од трите теми, едната тема се однесува на мојата држава и се однесува баш на Илинденсково стание, на Крушевска република, на Асно, значи на оние што се најважни настани за создавањето на македонската држава. И тоа кажува дека всушност историјата не се брише, него напротив, гледате, се спомнува. Прашање е сега понатаму како ќе се изучуваат тие предмети. Веќе има национални стандарди, има очекувани резултати кои треба да се постигнат, има наставна програма, сега треба да се пишуваат наставни материјали, учебници, нели? Тоа што има дигитализација не значи сега нема учебници. Не разбирате? Значи тоа мисламе јасно, не знам зашто се прави таа забуна. Какви ќе бидат тие наставни материјали? Дали тие наставни материјали ќе бидат тие треба да бидат во согласност, нели, со националните стандарди и очекувања, треба да ги постигнуваат и очекувани резултати кај децата. И она што не треба, по моје мислење, за кога се користи историјата во образованието, сега надвор од реформите, мислам дека историјата не треба да служи за создавање на политички митови и после тие да се злоупотребуваат за политички цели. Стадион. Емисија за вашата вистина.